Добар ден, добре дојдовте на Слободен печат. Започнува првиот информативен блок за денеска. Моето име е Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Бруталното малтретирање на 600 оделенката во Скопската општина Ѓорче Петров е во фокус на јавноста и на социјалните мрежи. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека за инцидентот кој ја згрози земјава, на разговор во полицијата досега биле повикани 14 лица, помеѓу кои и родителите на насилничките. Додека трае истрагата, во меѓувреме медиумите објавуваат нови вознемирувачки детали. Како што објави порталот 24 Инфо, кој се повикува на информации од роднини на деца кои учат во основното училиште каде што учи малтретираното девојче, како и на информации од вработени во истото училиште. Насилничките малтретирале и други девојчиња од истото училиште. Насилничките и понатаму одат на школа, а според вработените таму тие и понатаму се однесувале безобразно и насилно. Во Основниот кривичен суд Скопје денеска ќе биде објавена пресудата за предметот против Раде Трајковски Штекли и уште 4 обвинети, поврзан со организирана криминална група за неовластено производство и трговија со кокаин и марихуана. Првично во случајот беа опфатени 16 лица, од кои 7 склучија спогодба и добија затворски казни од 3 до 3,5 години, додека 4 признаа вина и постапката за нив беше раздвоена. Според обвинението, групата действувала во периодот од јануари 2024 до јануари 2025 година и била добро организирана со јасно дефинирани улоги од набавка до продажба на кокаин и марихуана. 68 годишен жител на Скопје ќе одговара откако во период од 3 години во повеќе наврати принудувал дете кое имало само 11 години кога почнала голготата на сексуални односи, соопштија полицијата и обвинителството. Осомничениот кој е уапсен вчера ги снимил силувањата како порнографски видеа. Од полицијата соопштија дека го апсиле осомничениот, како и дека по итна постапка му е поднесена кривична пријава, а судија му определил 30-дневен притвор. Интервјуто за бугарската телевизија е од пред месец и пол. Не знам зошто е објавено сега, појаснува известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц во изјава за телевизијата Канал 5. Телевизијата интервјуто го објави во неделата, а македонските медиуми ги пренесоа оценките на Вајц дека земјава залудно потрошила 1 година и дека нема никаков напредок во спроведувањето на реформите потребни за членство во Европската унија. Сега Вајц вели дека тоа интервју го дал на почетокот на март, а оценките кои ги дал во него тогаш ја одразувале моменталната состојба. Владата опипува околу Зијадин села и дали тој би бил подготвен да стане дел од неа. А за оваа можност се комуницира на повеќе нивоа, вели еден од лидерите на Вреди Изет Меджити во интервју за телевизија 24. Постои опција Зијадин села да и се приклучи на владата. Вратата му е подотворена, комуницираме на различни нивоа, рече Меджити. Во собранието денеска ќе се одржи јавна расправа на клубот за младински прашања на тема влијанието на употреба на социјалните мрежи врз младите и нивното ментално здравје. Настанот е во организација на Собранискиот клуб за младински прашања и политики во соработка со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, како дел од иницијативата Европска недела на младите 2026, каде што посебно значење се дава на темата ментално здравје на младите. Косово ќе оди на нови предвремени избори, откако парламентот не успеа во предвидениот рок да избере нов претседател на државата. Синоќа на полнок истече рокот што парламентот го имаше за избор на шеф на државата. Мандатот на претседателката Војса Османи истече на почетокот на април, а премиерот Албин Курти не успеа да обезбеди поддршка од опозицијските партии за својот кандидат. Тоа ќе бидат трети избори за нешто повеќе од 1 година. Украина се подготвува за извоз на оружје, откако домашната индустрија достигна ниво на производство што ги надминува потребите на вооружените сили, изјави украинскиот претседател Володомир Зеленски. Во своето обраќање Зеленски посочи дека во одредени сегменти на одбранбената индустрија постои вишок капацитет и до 50%, што отвара можност дел од производството да се насочи кон странски пазари. Тој нагласи дека приоритет секогаш ќе има украинската армија, која ќе ги добие сите потребни ресурси, додека остатокот ќе биде
наменат за извоз. Според него, Киев веќе воспоставува соработка со партнери од Блискиот Исток, Европа и Кавказ во рамки на специјален формат познат како договори за дронови, кој предвидува развој и размена на технологии во оваа област. Уште вести од светот, Доналд Трамп кажа дека Иран го информирал дека се наоѓа во состојба на колапс, откако изрази незадоволство од неговиот последен предлог за решавање на двомесечниот конфликт. Според овој предлог, за иранските нуклеарни амбиции би се разговарало дури по завршувањето на војната и решавањето на спорот околу Ормунскиот теснец. Од објавата на Трамп не е јасно како Иран ја соопштил таа порака. Портпарол на иранската армија изјави за државните медиуми дека Исламската република не смета дека војната е завршена. ОПЕК и неговите сојузници ќе изгубат дел од својата моќ врз пазарот на нафта, кога Обединетите арапски емирати ќе ја напуштат групата на 1 мај, но остатокот од алијансата на производители веројатно ќе се држи заедно и ќе продолжи да се координира во врска со политиката за снабдување со нафта, изјавија делегатите и аналитичарите на ОПЕК. Емиратите се четвртиот најголем производител во организацијата на земји извознички на нафта и изјави дека ќе ја напушти групата по речиси 60 години како членка. Излегувањето на Емиратите дојде како шок, изјавија 5 извори. Откако една шега на водителот Џими Кимел предизвика повици од Белата куќа до американската телевизија ABC да го отпушти комичарот. Федералната комисија за комуникации на САД денеска нареди рана ревизија на лиценците на телевизиските станици на мрежата. Ова е сериозна криза со која се соочува новиот извршен директор на Волт Дизни. Спорната вечерна емисија на Кимел се емитуваше на ABC 2 дена пред да се случи годишната вечера на Сдруженијето на дописници од Белата куќа. Кимел во емисијата се пошегува со првата дама Меланија Трамп дека има сјајна жена која очекува да стане вдовица. А снобовски хумор во Белата куќа. Кралот Чарлс го пецна Трамп кога рече дека без британците, американците би зборувале француски јазик. Додека двајцата разменуваа шеги за време на здравиците на вечерата, Чарлс се осврна на претходните коментари на Трамп насочени кон европските сојузници, кои тој ги обвинува дека ја користат одбраната на туѓа сметка од Втората светска војна наваму. Македонските математичари освоја злато, сребро и бронза на Европската математичка олимпијада. Годинава првпат се одржа Европската математичка олимпијада. Надпреварот се одржа во Вилнус, Литванија, во периодот од 23 до 29 април. Македонската делегација се состоеше од 6 ученици. На надпреварот учествуваа 124 надпреварувачи од 19 европски држави, кои решаваа 8 задачи во тек на 2 дена. И за крај метео, сончево време со мала до умерена облачност е денешната прогноза од управата за хидрометеоролошки работи. Во попладневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност со поројан дожд и појава на грмежи. Во текот на денот ќе дува слаб умерен ветер од северозападен правец. Дневната температура ќе се искачи до 25 степени. Гледавте вести, благодарам на довербата. Повеќе информации побарете на slobodnpečat.mk.